Рекреативен парк или депонија? Што градат Богоев и Шилегов во Карпош? Паркот во скопската населба Карпош 4 кој беше најавен на стартот од годинава, засега е само градилиште. Но локалните жители се плашат оти тој се гради нееколошки, бидејќи велат со месеци таму, откако почнале градежните активности. Се копаат длабоки дупки и се полнат со градежни материјали, шут и смет, а дури и метал и железо, што може да биде погубно за почвата. Ваквите наводи локалното население ги крепи и со видеоснимки. Фактот дека во непосредна близина на паркот се наоѓа заштитена бунарска зона од која домакинствата добиваат вода за пиење дополнително го вклучува алармот. За ова граѓаните поднеле и пријави и до општината и до МВР. Надлежните признаваат, на локацијата се реди сметот и такви биле процедурите, за да се добие цврста и квалитетна почва. Шутот за кој што зборувате е приказка стара, повеќе од 70 години, онолку колку што помина од Скопскиот земјотрес на истата локација и тоа како се тргало шут и во минатото и за жал до пред некој период. Сега во моментот пополнувањето на празнините со цел да се стави квалитетна земја е завршен процесот за целата таа микролокација. Богоев вели дека бунарите се во изолиран дел и од искладирањето шут и смет под паркот нема да ја загрози ниту животната средина, ниту пак водата. Зоната Д3, тоа е зона спорт и рекреација. Е зоната во која што строго тимовите на градот и на општината работат на паркот. Значи тој простор беше измерен претходно и прецизно е околчен каде се работи. Тоа е зона Д3 според генералниот план. Зоната Д2 е од другата страна на патеката каде што има ограда и тоа е подрачје заштитено од јавното претпријатие Водовод и канализација каде што се познатите бунари на Лепенец. Така да апсолутно нити ние нити градот воопшто не работиме на земјиште кое што е со бунари за вода пиење под самата земја. Екипата на Алфа утрово ја посети локацијата. Нашата камера забележа товарно возило кое влезе во паркот, го истури сметот и замина. Работниците на терен не кријат оти земјиштето се полни со ѓубре. Велат на локацијата затекнале многу смет, па немале есап да го носат во дрисла. Велат сметот се реди и се посипува со песок, а тоа според нив било процедура што ќе трае со месеци. Па паркот најверојатно би бил готов дури на есен. Од друга страна, камиони натоварени со песок постојано заминуваат од градилиштето. Според надлежните, песокот што се вади од таму се носи во сепарација, но местното население се сомнева, оти песокот се препродава на друга локација.